Кратки најави за денешниот дневник. Нема одговор од локалната зошто не е исчистено коритото на Коселска река. Инклузија со проект за подобро запознавање на граѓаните со ветлени а нереализирани проекти. Музеот доктор Никола Незлобински се реновира. Се сумираат резултатите од минатата туристичка сезона и се планира промоција за идната. Шест брейн гениалци од Охрид заминаа на светски натпревар во Дубај. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура се искачи до 12 степени Целзиусови. Утре во западните делови на Европа ќе има услови за нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со силен ветер. Услови за врнежи од дожд ќе има и во централна и делови од источна и југоисточна Европа. На планините во овие предели со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 17 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Во јужните и југоисточните предели ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Ќе дува засилен северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од -7 до 6 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 6, односно до 16 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен западен ветер со брзина до 18 км на час. Минималната температура од 4 степени, а максималната до 11 степен. Во петок постуденото утро и температура од 2 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и максимални 11 степени. Во сабота постуденото утро и температура од -2 степени. Во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди и температура до 8 степени. Во недела повторно ќе имаме нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5 степен. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. 7 Days 110 грама Супермакс 35 денари.
Ворцеве маргарин 500 грама 99 денари. Дуел Soft Lotus 1,9 литри 175 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Тесно грло и опасност од излевање на речното корито кај мостот на Коселска река. Надојдените води од варнежите донесоа отпад за кој орманци бараа да се исчисти уште пред месец и половина. Денес од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици не добивме одговор зошто се доцни и кога ќе се исчисти ова речно корито. Коритото на Коселска река остана неисчистено. Есенските врнежи пристигнаа, а со тоа расте и грижата на жителите од Урман од неисчистеното корито и неажурноста на надлежните. Нема конкретна акција на нивниот апел да се исчисти коритото од зелен отпад и вегетација упатен пред месец и половина. Надојдените води од обилните врнежи кои паѓаат деновиве во Охридско се закануваат да го затворат протокот на реката кај мостот во Урман. Жителите стравуваат дека може да дојде до излевање на реката чие корито не е исчистено повеќе од една деценија. Не посакуваат да им се повторат поплавите од пред 10 години, кога под вода им беа домовите и засеаните земјоделски површини. Пред 10 години еден мал потек од 700-800 метри се очисти и тоа беше недоволно. Ние, верувајте, наназад години со местната зеница Волска, Орман, Долно Лакочереј имаме поднесено барања и до локалната самоуправа, до ЦУК и до Министерството за земјоделие од устието на Коселска река, па се до Косел на секои неколку години мора помалку да се прочисти. Не само поради несовесни жители што гравитираат со своите имоти околу реката, него таа природно зарастува. Од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици не беа достапни за одговор дали и кога ќе преземат чистење на овој дел од Коселска река. Пред месец и половина пак добивме писмен одговор дека е предвидено до крајот на октомври да завршат активностите за целосно чистење на речните корита и канали на територијата на општина Охрид согласно годишната програма за работа. Денес од секторот не добивме одговор зошто се доцни кога ќе се исчисти ова речно корито. Од јавното предпријатие Охридски комуналец не информираа дека од општината немаат налог за чистење на овој потек. Во изминатите денови нивните екипи работеле на чистење на каналите Рача и Сушица од Велгошти до мостот кај Езерка, потоа на каналот покрај улиците Прилепска и Петрино во вкупна должина од 1,1 километар. Транспарентност и граѓанска партиципативност во процесот на урбанистичко планирање во делот за изградба на катната гаража во општина Охрид е целта на иницијативата Граѓаните одблиску катна гаража во Охрид. Истата ќе трае 6 месеци и ќе ја имплементира Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид. Обезбедување пристапни, квалитетни информации во врска со изградбата на најавената катна гаража е главниот фокус на иницијативата Граѓаните одблиску катна гаража во Охрид. Целта е анимирање на охридската јавност и на локалните власти во врска со оваа експонирана тема, застапена во повеќе предизборни кампањи. Вахид Мехмет, председател на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија Охрид, кој е имплементатор на проектот, смета дека ќе се подобри увидот на јавноста во актуелните случувања и динамиката на активностите што локалната ги спроведува по прашањето. Транспарентност и граѓанска партиципативност во процесот на урбанистичко планирање при делот за изградба на катна гаража во општина Охрид. Тоа подразбира добивање на релевантни податоци за граѓаните во врска со постапките, досегашните реализирани активности и споделување на проблемите при реализација на истите со цел граѓанска контрибуција во процесот на нивно надминување. Проектот започна на 1 ноември со сесии работилници на темата,
а иницијаторите веќе поднесоа официјални барања за остварување средба со локалните власти и добивање на физибилити студијата за проектот. Останатите активности ќе се спроведуваат во наредните 6 месеци. Изработка на свот анализа, значи она анализа која што содржи предности, слабости, можности, закани за реализација, и тука планираме да ја вклучиме експертската јавност. Затоа реков на почетокот дека оваа иницијатива во себе содржи покрај јавна дискусија и стручна расправа. Значи експертската фела да посочи, односно да биде запознаена и да се вклучи во изградбата во проектот на реализација на катната гаража. Третата активност ни е изработка на макета, изработки на брошури кои што за секој еден граѓанин ќе бидат јасно, конкретно и читливи, односно разбирливи. Секој еден да може да го чита и да може да го види проектот на изработка на катната гаража. Ваков тип иницијативи се спроведуваат на територијата на цела држава, а како дополнителна активност предвидена и компаративна анализа како е тоа решено во останатите општини. Реализацијата на проектот ќе допринесе локалната самоуправа да стане потранспарентна со зајакнување на релацијата со граѓаните и издигнувајќи го односот на повисоко ниво. Иницијативата е во рамки на проектот поддршка на изборните реформи во државата, поддржан од владата на Швајцарската конфедерација, а спроведуван од Меѓународната фондација на изборни системи ИФЕС. Научно-природниот музеј доктор Никола Незлобински во Ново Руво. Со 3,5 милиони денари извршена реконструкција на покривот, фасадата, дограмата и интериерно уредување. За следната година се планира промена на витрините на поставките и изградба на галериски простор. Реновира научно-природниот музеј доктор Никола Незлобински во Струга. Променета е комплетно целата дограма и покривот, средена и фасадата. Во рамките на проектот поддржан од Министерството за култура, градежни зафати имаше и во интериерно уредување. Поставени се нови подни плочки, таваница и осветлување. Целосната реконструкција чини 3 милиони и 500 илјади денари. Посетителите ќе имаат можност да се запознаат со природно-научната поставка во подобрени услови. Се промени комплет кровната конструкција, фасадата се освежи, се реновира. Исто така и внатрешниот дел, керамички плочки, таваницата, светлата. Значи, уште еднаш да кажам, голема благодарност. Планот на научната институција е замена на постоечките витрини на поставките, но и изградба на нов галериски простор. Тоа се очекува да се случи идната година, доколку се добијат финансиски средства од Министерството за култура. Преостанува да се извршат уште некои работи во Природно-научниот музеј, како замена или освежување на витрините, за што имаме поднесено проект за идната година, а исто така и во атриумот на музеот е предвиден да се изгради еден галериски простор со нова кровна конструкција. Тие работи, значи, ќе се изведат ако се добијат средства од Министерството во наредната година. Музеот доктор Никола Незлобински, кој е воедно првиот природно-научен тематски музеј во земјава, во Струга е отворен во далечната 1938 година. Во него се изложени препарирани животни присутни во поднебието. Денес музеот се наоѓа во истата зграда, а експонатите се уште пленат со својата автентичност. Многу од видовите исчезнале после пресушувањето на струшкото блато, но за богатството во регионот сведочат околу 8.000 примероци, 6.000 од нив инсекти и пеперутки, кои можат да се погледнат во природно-научната поставка. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во септември 2022 година изнесува 32.553 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во септември 2022 година во однос на септември 2021 година изнесува 112,8. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите уметност, забава и рекреација, објекти за сместување и сервисни дејности со храна и преработувачка индустрија. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите: образование 10%, административни и помошни услужни дејности 4%, преработувачка индустрија 3,7%.
И понатаму највисоки се примањата во секторот информации и комуникации, а најниски во заштитни и истражни дејности. Се сумираат резултатите од летната туристичка сезона. Чинителите на туристичката индустрија прават планови како да се надминат годинешните резултати со достигнување 3,2 милиони ноќевања и инкасирање над 430 милиони долари следната сезона. Недостаток од туристичка промоција и реклама за туристичките потенцијали на странските пазари ќе се надминува со државна кампања и фокусирање на YouTube и Google. Поголем прилив на средства се очекуваат во домашната туристичка индустрија во 2023 година. Плановите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во соработка со чинителите во туризмот се да остварат 3,2 милиони ноќевања и 430 милиони долари прилив во државната каса. За да се остварат поголеми приходи, да се следи предпандемискиот тренд, но и да се надминат годинешните реализирани 2,5 милиони ноќевања, треба многу работа од сите чинители и промоција на потенцијалите во авантуристичкиот туризам, етно-гастроконцептот и турите Отворен Балкан, најавува Љупчо Јанески, директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. 2023 година ќе биде во некои сегменти продолжување на 2022 година, односно применување на успешните практики во делот на промоцијата, поведување на нови елементи на туристичкото представување, но и на валоризирање на дестинацијата и нејзино подобрување. Односно, се повеќе ќе се работи на означувањето, валоризирањето, брендирањето на дестинацијата и дополнително дигитализација во туристичката индустрија, која што сметам и се наметнува како едно од главните фактори за понатамошната развој во туризмот, токму кај нас во регионот, во Отворениот Балкан и во Европа. Предстои работа во делот на надминување на слабостите во оваа индустрија. Меѓу слабите алки е недостатокот од туристичка промоција и реклама за туристичките потенцијали на странските пазари. Се зависи од буџетските средства кои се планираат за оваа година, а кои се некаде во висина како и годинешните, најавува Јанески. Веќе имаме дадено неколку информации до владата, одредени точки каде што очекуваме да се подигне една државна кампања во туристичката индустрија во 2023 година, односно повеќе да се фокусираме на одредени YouTube и Google кампањи преку интернет, се со цел видливоста на нашата дестинација и комуникацијата да ни биде уште посилна и појака. Наскоро ќе стартува кампањата која ќе трае до февруари 2023 година, за да се донесат гости во зимските центри од Полска, Србија, Бугарија, Албанија, Косово. За лето 2023 пак ќе се работи на пазарите за враќање на традиционалните гости, но и на проширување на дестинациите во Англија, Романија, Грција, Турција и Израел, како и продолжување од едно на 3 ноќевања од гостите на Латинска Америка со туристичките рути од Отворен Балкан. 6 дечиња од Brain o Brain програмата во Центарот за развивање животни вештини при Црвен крст Охрид ќе учествуваат на 8-миот интернационален Brain o Brain надпревар, кој ќе се одржи на 26 ноември во Дубај, Обединетите Арапски Емирати. Предводени од тренерите на Brain o Brain Центарот од Охрид и своите родители, децата денес заминаа за Дубај. Учеството на охридските Brain o Brain генијалци на овој светски надпревар заедно со своите врсници од 44 земји од светот представува чест за нашиот центар, но и голем предизвик и одлична можност за достојна презентација на нашите млади потенцијали од Brain o Brain центарот на овој реномиран светски настан, велат од Црвен крст Охрид. Brain o Brain центарот при Охридскиот Црвен крст е првиот центар во Македонија кој во 2010 година започна со имплементација на меѓународната едукативна програма Brain o Brain, преку која со посебни методи и техники се овозможува да се подобри и да се реализира целосниот мозочен капацитет и да се развиваат животните вештини кај децата од 4 до 14 годишна возраст. Децата од овој центар во континуитет покажуваат извонреден успех и резултати на државните и меѓународни надпревари, а особено на светскиот Brain o Brain надпревар во Дубај во 2015, 2018 и во 2021 година. Да ги погледнеме и вестите од светот за денес.
Вооружен маж убил повеќе луѓе во продавница на Волмарт во американската сојузна држава Вирџинија. Полицијата верува дека не се убиени повеќе од 10 луѓе. Меѓу загинатите и осомничениот напаѓач кој работел како менаџер во маркетот, но се уште не се знае дали се самоубил или бил убиен од страна на полицијата. Еден од работниците кои го преживеале нападот рекол дека напаѓачот излегол од канцеларијата и наеднаш почнал да пука. Полицијата се уште не го соопштува идентитетот на загинатите, а не се знае ниту причината за нападот кој се случува во пресред на прославата на американскиот празник Ден на благодарноста. Ова е второ масовно пукање во САД оваа недела, откако претходно во напад во ЛГБТ клуб во Колорадо беа убиени 5 лица. Земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтер рано утринава ја погоди северозападна Турција на околу 170 км источно од Истанбул, соопшти Геолошкиот институт на Соединетите Американски држави. Најмалку 50 лица се повредени. Министерството за внатрешни работи соопшти дека засега нема извештаи за загинати или поголеми штети, иако на социјалните мрежи кружат видеа на кои се гледа значително тресење и неколку искршени автомобили на автопатот. Поради страф од нови потреси, многу граѓани по земјотресот останале 2 часа надвор, јавуваат турските медиуми. Едно лице загина, најмалку 15 се повредени во 2 експлозии на автобуски постројки во Ерусалим. Во првата експлозија повредени се 12 лица, од кои најмалку 2 се здобиле со тешки телесни повреди, соопштиле здравствените служби. Во втората експлозија едно лице загинало, а најмалку 3 лица се ранети, соопшти полицијата. Тие се сомневаат дека се работи за напад на палестинци. Експлозиите со разлика од околу 30 минути се чини дека се палестински напад, соопштила полицијата. Безбедносните служби трагаат по осомничените. Шкотска ја загуби битката пред Врховниот суд за нов референдум за одцепување од Велика Британија. Конзервативната британска влада одбива да одобри нова декларација на шкотите, објаснувајќи дека прашањето било решено на референдумот во 2014 година, кога шкотските гласачи ја отфрлија независноста. Шкотската премиерка Никола Старџен, која се залага за независност на почетокот на годинава, објави дека има намера да одржи декларација за независност на 19 октомври 2023 година, но во согласност со домашното и меѓународното право. Старџен на Твитер напиша дека е разочарана од пресудата на Врховниот суд, но дека ќе ја почитува. Законот кој не дозволува Шкотска да ја избере својата иднина без согласност на Вестминистер открива дека доброволното партнерство со Обединетото кралство е само мит, рече премиерката на Шкотска. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!